почитуван градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, советници, председател на Сојуз на спортови на Кавадарци Борче Георгиев, почитувани председатели и представници на спортските клубови од општина Кавадарци, спортисти, тренери, пријатели на спортот, влюбеници и помагатели на спортот, почитувани дами и господа, добро вечер и добре дојдовте на 20-тото издание на избор на најдобрите спортисти за 2022 година на општина Кавадарци. Годината што измина продолжи во континуитет и со многу радости за сите нас, особено за сите наши верни поддржувачи, навивачката група Лозари, кои секогаш се тука да ги бодрат нашите спортски клубови. Ракометот, фудбалот и кошарката во Кавадарци се надпреваруваат во највисоките македонски лиги. Индивидуалните спортови ни донесоа врвни резултати и медали, освоени во кикбоксот, карате и останато. Сите овие успеши уште еднаш го потврдија борбениот дух на Кавадарци и тиквешира. Вечерва на сите спортисти, спортски клубови и тренери во знак на нивните успеси на овој свечен чин ќе им доделиме признанија и награди. А сега одиме со првата категорија на добитници, а тоа се млади и надежни таленти. И затоа ја поканувам Јако Данацева на бината да ги додели наградите. Талент во ракомет Стефан Георгиев, ракометен клуб Тиквеш јуниори 2012. И ова 2023 година се надеваме Тиквеш јуниори да ги видиме на Final Four. Талент во бразилско џиу-џитсу борец Изабела Зајков, клуб за бразилско џиу-џитсу Кавадарци. Изабела својот членство во клубот почнува во август минатата година и за многу кратко време нејзиниот потенцијал е неизбежен и талентот го докажува на државното првенство. На 18 декември на државното првенство во бразилско џиу-џитсу НО-џи стана државен првак по категорија за девојчиња од 12 и 13 години. Клуб на гимнастички спортови Партизан Срни. Мила, се своите така јагода таа говорна за сите успеси и неуспеси на гимнастичарките. Таленти во танцова двојка Борис Панџов и Стефанија Јованова. Танцов спортски клуб Линеа Денс Кавадарци. Ете да не кажете, имаме одлични преводачи во спортски танцови двојки. Браво за Лазар Мајер. Таленти во кошарка М12 репрезентативки Ангела Мегленова и Дијана Џорева. Кошаркарски клуб Јасмин 95 Кавадарци. Ова се девојчињата на Чичко Каровски. Ако го тој во прашање, никош не се сомневате во квалитетите и во резултатот конечно. Втората категорија е најдобри јуниори за 2022. Па сега го повикувам Милан Болев на бина да ги додели наградите. Чекај. Рибнаме некој. Се извинуваме. Талент во фудбал Филип Атанасов, градски фудбалски клуб Тиквеш 1930 Кавадарци.
Ajde, Fićo. Сега да заедничка фотка тука. Кај се фотографите? Ајде, цвекче. И овие најмалите талентите можат сега да се сигнат од бината. Можат. Кој требаше да се качи горе? Милан Олев на бината ги додели наградите за најдобри јуниори за 2022. Председател на Општинската федерација за училишен спорт Кавадарци. И ако не се лажам, секретар таму нешто на преверувачка комисија при федерацијата. Најдобар млад ниндџитсу презентер Мери Димова, ниндџитсу клуб Тацуджи. Најдобар млад танчер, спортист Светлана Митревска, танцов спортски клуб Наденска акција. Најдобар бразилско џиу-џитсу борец Виктор Ифтимов, клуб за бразилски џиу-џитсу Кавадарци. Инаку морам да кажам, ова бразилско џиу-џитсу, наскоро и бокс клуб, сите заедно во склоп на Центарот за боречки вештини Будо Кавадарци. Најдобар млад пинг-понгар Петар Мукаитов, пинг-понгарски клуб Кавадарци. Добро, Кавадарци немал еден добар квалитетен клуб. Женски е разизбор, Најдобар млад тенисер Надица Блажевска, тениски клуб Црна река Кавадарци. Најдобар млад риболовец Мише Митрев, спортски риболовен клуб Оскар Кавадарци. Ај па ништо, ќе фана некој сон, ќе мамо, па ќе ме видиме сите. Овие поголемите случања. Најдобар млад стрелец Лилјана Илиева, стрелачки клуб Кавадарци. Јас се надевам дека нашата Лиле и белјачката тла ќе ја продолжи традицијата кавадарчани да изваќаат олимпијци во стрелаштво. Најдобар млад џудист Јован Димитров, џудо клуб Кошувчанка. Мајде ме поле вика, не се задевај со ова дете. Најдобар млад кошаркар
Левик, кошаркарски клуб Спортисимо Баскет. Машаллах, М16. Вика, пусть говорит. Најдобар млад футзал фудбалер Никола Димов, клуб за мал фудбал Црна река Кавадарци. Најдобар млад ракометар Мики Лазов, градски ракометен клуб Тиквеш 2014. А ще натаму играе у првиот тим. Уште еден од оние надежни ракометари на градскиот ракометен клуб Тиквеш. Најдобар млад кошаркар Кристијан Несторовски, кошаркарски клуб Евроникел 2005. Јас се надам дека Горан Самарджиев сериозно смета на овие дечки и дека во многу блиска иднина ќе ја видиме стартната петорка на Евроникел саде од Каварчани. Најдобар млад фудбалер Џоко Спасов, градски фудбалски клуб Тиквеш 1930. Најдобар млад кикбоксер Кристијан Милер, кикбокс клуб Будо Кавадарци. Најдобар млад каратист Викторија Ѓорѓиева, карате клуб Сансај Вета Апостола. Ивана Валија на следничката. Толку е. Хајде заедничка фотографија. Спите во цареве. Добре, доста. Може да се сипнете, а ја на Мико ќе му посакам таму некаде во јуни месец, како председател на Општинската Федерација за училишен спорт, да го окрене пехарот и златниот медал на Европското првенство во кошарка за средни училишта девојчки. Продолжуваме со трета категорија, најдобри сениори, а наградите ќе ги додели Ѓорги Мосов. И затоа го поканувам на бина. Како да речем, ловиња. Најактивен планина, Дарко Најна, планинарско спортско друштво Форум.
Александар Анов, Союз за спорт и рекреација на рибари. Најдобар бразилско џиу-џитсу боец Мартин Димитриовски, Бруц, Мартин почна 2011 во Центарот за боречки вештини Будо, каде се усовршува сите вештини, но стави акцент на бразилско џиу-џитсу. Во 2020 главен фокус става на бразилско џиу-џитсу, освои златен медал, државен првак на државното првенство 8 мај. Нека не ме залажам искрено. најдобар атлетичка Андреј Андоновски, Атлетски клуб Кавадарци. Најдобар џудист Игнат Петров, џудо клуб Кожурчанка. Ако ме верувате мене, само ќе ви речам, запомнете го името и презимето. Допрва за него ќе се слуша. Најдобар футсал фудбалер Димитар Чоков, клуб на Мал фудбал Клини. Ти да немаш да ми ти стешичка. Најдобар фудбалер Александар Вареновски. Брзи, уште им бега на годините. Никој не го стигна. Најдобар кошаркар Тодор Златев, кошаркарски клуб Евролига 2015. Не кажувам ништо. Најдобар ракометар Маријан Велков, градски ракометар Успикаш 2014. Дали го маните се ракометари? А вие ще играете ракометари, не се ракометари. Најдобар кикбоксер Олгица Орешкова, кикбокс Будо Кавадарци. И на оваа тема имам да кажам само нешто мало, одим горе. Ајде фотографии, што чекате? Ево чекараме по една фотка. Ако нема некој слика, ќе дивите камерманот се обрате, ќе извадам снимението. Джоке победи таму. Може. А јас така нема лид да ќе ми каже зошто. А сега ќе ја проследиме изведбата на
на соло модерен танц на Светлана Митревска од танцов клуб Линеа Денс Кавадарци. Честитки, даром ще се да Adelante con la percusión. Adelante con la percusión. Сега продолжуваме со четврта категорија. Во оваа пригода ќе доделиме неколку благодарници за 2022 година. И истите ќе ги додели председателот на Сојуз на спортови на Кавадарци Борче Ѓорѓиев. Честка на Бенито, он не е Борчо, он е Боро. И не е Ѓорѓиев, него е Ѓорѓиев. Сам се запишал така. Прва, за учество на ФИБА Европско првенство во кошарка жени до 18 години дивизија В во Софија, Република Бугарија. И повикувам Никола Златев, селектор на репрезентација во кошарка жени до 18 години. И Анастасија Тодорова, Лиле Миткова и Љубица Бошкова од женски кошаркарски клуб Никола Златев не е тука, тој што ќе познаваме, так се договориме. А овие трите мускетарки секако се тука. И точно Боро сгрешил, сам се напишал Борче. Продолжуваме. Благодарница за извозени 1000 километри на велосипед од Нова Градишка, Хрватска до Крушево, Република Македонија, од срце за Тоше Троески. Тиквешки точакџи Кавадарци.
Ја се некој со точка се качва горе. Благодарница за одржување на рекреативно маратонско трчање. Меридијан Атлетик Еко клуб Кавадарци. Се ближе иден месец март, ќе видиме дали ќе дојде на маратон. Задолжително присуство за сите. Благодарница за трајни вредности, 25 години посветени на гимнастиката. Јагода Нацева, клуб на гимнастички спортови, Партизан Срне. 25 години гимнастика, а пред тоа ракове колку беа. Благодарница за промоција на спортско-рекреативно маратонско пливање. Бошко Илиев, пливачки клуб Кавадарчки голфени Кавадарци. Докторе, шеќерен таа. Одиме со следната категорија и тоа доделување на плакети за сите оние кои помагаат за спортот во Кавадарци да се издигне на едно повисоко ниво. Првата плакета од страна на Боро Ѓорѓиев ќе му биде доделена на човекот кој дава се и прави се за спортот во Кавадарци. Човекот кој е верна поддршка на сите наши спортисти и најзаслужен за развојот на спортот во нашиот град. Градоначалникот на општина Кавадарци доктор Митко Јанчев. За посебен придонес и поддршка на спортот во Кавадарци. Најпрво добро вечер, мои сограѓани, спортисти, љубители на спортот, тренери, подржувачи и нормално сите оние кои се професионални спортисти. И дали е тешко да се работи. Воопшто некога денес тука видовме толку талентирани деца, деца со стил, со дух, деца со љубов и само спортот може да ги направи така да бидат деца. Спортот е тој кој што ни дава и тело, и дух, ни дава правилен развој. Како градоначалник ми е чест задоволство да барам општина каде што буквално имаме спортски души, имаме професионални клубови во секој сегмент и во индивидуалното меѓу и во колективните спортови. Така кратко би кажал дека општина Кавадарци 23 година со максимална поддршка од општина да се залага со над 20 милиона поддршка за колективни и индивидуални спортисти и спортски клубови и општината како дел од секојдневието и да ги развиеме сите спортови и оно што е неопходно во општината за да имаме услови за спортистите и за индивидуални и за колективни спортови и да бидеме на едно повисоко ниво, како што кажа и Мики претходно, да можеме после 5-10 години да водиме тимови во прва лига и во индивидуалното спортување од општина Кавадарци. И благодарам за денешното присуство тука, во ваков голем број,
кавадарци било е и ќе биде спортски настроено и ќе ваде таленти од секој вид на спорт. Благодарам. За 2022 година ќе ги додели градоначалникот. Успех на годината. Учество на светско првенство кошарка во Белград, Република Србија, училиштен спорт. Училиштен спортски клуб Гимназија Добри Даскалов. Кошарка жени. Да ви кажам дека секој спортски резултат, кога зад вас имате ваков градоначалник, не може да изостане. Овие девојчиња минатата година беа на светско првенство во Белград. Ваа година ги чекаме на Европско у Скопје. Сега некаде за 2 недели ќе биде тука регионалното, таму ќе направат растур и после на државно. Здраве Боже! Плакета за најдобар спортски работник. Радко Минцев, градски ракометен клуб Тиквеш 2014. Да види да не е лесно да работиш у спортски колектив. Плакета за настан на годината. Меѓународен меморијален турнир во мал фудбал Љупчо Филипов. Кавадарци се сети и ќе се сеќа на Љупчо Филипов, човекот кој што даде многу за кавадаречкиот спорт, за кавадаречкиот фудбал, за кавадаречкиот училишен спорт и 3 точки. Нема да продолжам натаму. Плакета за спортска гордост во 2022 година. Градски фудбалски клуб Тиквеш 1930 кавадарци. Плакета за спортска поддршка и хуманост. Лозари Исток 1991 кавадарци. Мене нещо не сумням тук, така е бе лоза. Јас се рекao кикбокс не ще иде награда да вземам. Пензија. Пекари за 2022 година. Најдобар спортски новинар Мики Виденович. Најдобар спортски колектив Центар за боречки вештини Будо Кавадарци. Кажа пред малце, се паче повторам. Центар за боречки вештини. Кикбокс
бразилско джиу-джитсу, а много скоро и бокс клуб. Така да, ако няма къде да се впишете, Център за борчеви вещини буде. Најдобар тренер Александар Ристовски, Центар за боречки вештини Буда. Како оваа година има најмногу учества на Балканијади, европски првенства, европски купови. Жал што му беше близко, ама Најдобар млад спортист на годината Данка Стојкова, карате клуб Сансари Мета Стојкова. Данка лани ја пративме на светска, ако не се лажам, Чешка. Оваа година ќе ја спремаме за следната Олимпијада. А знаејќи кој е тренер, не се сомневам во тоа. А сега за спортист на годината е проглас. Чекај, Ајде за бързо. Чекай да живеам с неизвестност тајност. Знаете ли кој е спортист? Да? Кој ми кажа? Боро Пали кажа да. Боро се да. Ајде ли. Дарко Димитриев, Центар за боречки вештини Буда. Дедото име како лафиш от. Така вика се требало да се обратиш. Добро вечер на сите. Прво да се благодарам на началникот, на советот на како беше? Александър, тук ще е гласуване. Мария Рисовска Димитриевска. Сите членови на клубот ще помагат со тренинзи, со спаринзи, да се справяме сите заедно. Ще имаме заедно турнири и сето тоа. И со ова одиме уште нагоре за појаки награди, појаки успеси и тоа е така. Не само кикбокс, туку и БДЖ, бразилско джиу-джитсу, нели? Членуваше во бокс клубот или? Човек да. Фотографија, Цеци. Ајде заедничка фотка. Сега ги повикувам на сцена Борис Панџов и Стефанија Јованова, танцова двојка од танцов клуб Линеја Денс Кавадарци. Повелете!
Thank